Почитувани гледачи, добро вечер. Го следите централниот дневник на К1 телевизија. Со настаните од регионот Македонија и светот започнуваме веднаш по кратката најава. Останете со нас. Едно зборува, друго прави. Спасовски дели решенија за разрешување. По 188 настани заврши Велес град на културата 2015-та. СДСМ обвинува за неодговорно работење во јавната здравствена установа Општа болница Велес. Болницата демантира. Микс Свети Николе е водечка компанија во користење на мерките за вработување, која во изминативе неколку години има околу 90 вработувања преку оваа мерка. Владините мерки, директната соработка на агенцијата и компаниите придонесува успешно да се спроведува економската политика која резултира со најнизок процент на невработеност во Македонија. Над 6600 македонски компании ги искористиле мерките за вработување кои ги реализира владата преку Агенцијата за вработување и Министерството за труд и социјална политика. Микс Свети Николе е една од водечките компании која изминативе неколку години има околу 90 вработувања преку активните мерки на агенцијата. Проектот Македонија вработува кој што ја одбележа оваа година во делот на отворање на нови работни места и во делот на намалување на невработеноста во Република Македонија. Проектот Македонија вработува до крајот на 2015 година отвори 11.000 работни места. 11.000 семејства добија поголема помош, поддршка, вработено лице од нивното семејство, редовни средства за екзистенција, редовни приходи и редовно работно место. Проектот продолжува и понатаму да им помага и на македонските компании, до сега над 6600 компании ги искористија поволностите. Од Микс Свети Николе велат, обуките, субвенциите и проектите за практиканство многу придонеле за креирањето на новите работни места во оваа компанија. Ваквите мерки на владата за намалување на вработувањето со субвенционирање се покажа како одличен момент да вработените кои што се на позиција во работните организации, особено во компанијата Микс Свети Николе, имаат време од 3 месеци за да се прилагодување на технолошките процеси. Компанијата Микс Свети Николе во континуиран процес на усовршување на своето производство и проширување на својата дејност и во секој момент се потребни квалификувани вработувања. Со ваквите мерки на владата за вработување се овозможува во период од 3 месеци да самиот вработен се адаптира. Активното учество на пазарот на трудот на Агенцијата за вработување отвара можности за надополнување, односно обучување на дефицитарните профили со кои се соочуваат повеќето македонски компании. Секоја година се повеќе соработува со агенцијата и работиме на една многу битна работа, тоа е обезбедување на соодветни кадри кои што им требаат на оваа компанија. Јас се надам дека во наредниот период ќе регистрираме самата обука за дефицитарни занимања, ќе имаме еден извор на кадри кои што се буквално потребни не само за нив, туку и за пазарот на труд. Владините мерки, директната соработка на агенцијата и компаниите придонесува успешно да се спроведува економската политика која резултира со најнизок процент на невработеност во Македонија. Продолжува стабилниот индустрискиот раст што го имаме веќе подолг период во индустриското производство. Овој раст се должи на исправните политики во делот на поддршката на економијата и реформите кои даваат резултати, вели премиерот Никола Груевски. Во ноември растот на индустриското производство беше 11,1% и представува продолжување на стабилниот и континуиран раст што го имаме веќе подолг период. Растот е показател дека има исправни политики во делот на поддршката на економијата и реформите кои даваат резултати, посочи премиерот Никола Груевски. Иако посочи дека краток период растот беше запран поради политичката криза. Долг период имаме висок раст на индустријското производство. Имаше само прекин од неколку месеци во екот на политичката криза, со што по чие завршување на некој начин
продолжи растот на индустријското производство и индустријското производство ветува понатаму и зголемување на вработеноста и отворање на нови работни места во Република Македонија, зголемување на извозот. Стапката на раст на индустријското производство е солидна и на годишно ниво изнесува 4,4%, нагласи Груевски. Тоа е еден солиден раст кој што влијае на севкупниот раст на бруто домашниот производ, кој во првите 3 квартали е 3,4%, очекуваме заклучно со четвртиот квартал, чии резултати ќе ги имаме некаде во март април, да имаме 3,5 или можеби малку повеќе отколку што е планираните 3,5% раст на бруто домашниот производ. Тоа е висок раст, еден од повисоките во Европа, помеѓу првите 7-8 држави во Европа годинава според растот на бруто домашниот производ и индустријското производство е еден од сегментите на бруто домашниот производ на овој раст кој што дава свој значителен допринос. Премиерот, одговарајќи на новинарско прашање, посочи дека економијата е на вистински пат. Според него, треба да се продолжи и предлабочи зацртаниот и трасиран пат на развој и поддршка. Технички назначениот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски без никакво образложение подпишал решение за разрешување на началниците на полицијата во повеќе градови. Оваа негова одлука е во спротивност со неговите изјави во јавноста и се смета за незаконска. Технички назначениот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски без никакво образложение подпишал решение со кој се разрешуваат првите луѓе на Скопската, Кумановската, Битолската, Велешката и Охридската полиција. Имено оваа постапка на Спасовски се смета за незаконска, бидејќи решенијата биле подпишани без правна поука и тој не се повикал ниту на Законот за внатрешни работи, ниту на Законот за полиција, стои на порталот Курир. Одлуката е во спротивност со неговите претходни изјави во јавноста. Нема да влезам во Министерството за внатрешни работи или нашите министри во сите други министерства да разрешуваме и да креираме политики. Ние сакаме да бидеме контролор на оваа власт. Дел од разрешените, како што дознава Курир, помагале и при истрагата која под палката на јавното обвинителство се водеше за откривање на фабриката за афери. Со оглед на ова, професионалците на МВР овој акт на Спасовски го толкуваат како одмазда во врска со спроведената акција. Председателот на партијата на Обединети демократи на Македонија, професор доктор Живко Јанкуловски, ја оцени 2015 година за севкупно успешна година за една од најголемите партии споредени со оние помалите. На извршниот одбор донесена и одлука за формирање на главен штаб за организирање на активностите за предстојните избори. Реализирани активности, нови членови, 54 нови општински организации, севкупно успешна година за Подем, една од најголемите партии споредена со оние помалите. Вака ја оцени 2015 председателот на партија за Обединети демократи на Македонија, професор доктор Живко Јанкуловски. Констатиравме дека Подем имаше една успешна година. Успешна година во однос на исполнување на програмските цели на Подем, меѓутоа исто така и успешна година и во однос на зголемувањето на членството на Подем и општинските организации. Можам со задоволство да констатирам дека во овој момент Подем веќе има формирани нови општински организации и вкупно број 54 општински организации во Република Македонија и една од поголемите или најголема, можам слободно да кажам, политичка партија од помалите партии. На извршниот одбор покрај годишниот извештај беше донесена и одлука за формирање главен штаб за организирање на активностите за престојните избори. Донесовме одлука за формирање во пресред на изборите, парламентарните избори 2016 година во април, 24 април. Значи направивме и главен штаб каде што поотделно ги задолживме најодговорните луѓе во штабот за организирање на овие избори. Максимално ќе бидат вклучени за вклучување на членството и симпатизерите на Подем, каде што треба да дадат допринос околу организацијата и околу организирањето на трибини. Значи планираме во наредниот период, па се до 24 април,
да организираме трибини во секоја општина. Подем и понатаму продолжува со своите активности секогаш на терен заедно со граѓаните и помеѓу граѓаните. Само на овој начин можеме да ја добиеме довербата на граѓаните, потенцираше Јанкуловски. СДСМ со обвинување за неодговорно работење во јавната здравствена установа Општа болница Велес. Тие обвинија дека хируршките оделенија се во лоша состојба и дека поради тоа се повеќе пациенти се препраќаат во Скопје. Болницата со демант, директорот на Општата болница Велес, доктор Атанас Василев, овие обвинувања ги оквалификува како неосновани. Состојбата во Велешката болница е лоша, хируршките одделенија се во катастрофална состојба и сето тоа е на штета на граѓаните, обвини Иван Ивановски од партиската говорница на општинската организација на СДСМ Велес. Тој вели дека поради ваквата состојба се повеќе пациенти се препраќаат во Скопје. Ивановски го посочи 25 декември 2015 како ден кога во вечерните часови немало дежурен хирург во болницата. Пациент кој што 2 пати претходно бил опериран е испратен во клиничкиот центар Скопје во 20 часот. Од кои причини на хируршкото оделение немало никој? Во СДСМ немаат сознание кој лекар конкретно го препратил пациентот во Скопје. Ивановски запраша од кои причини истата вечер 2 деца со болки во стомакот наместо хирург стручно мислење давал ортопед. Од СДСМ велат дека во болницата има недостиг на хирурзи. Овие обвинувања како неосновани ги оквалификува директорот на Општата болница Велес, доктор Атанас Василев. Пациентот кој е посочен во пресконференцијата на СДСМ бил опериран од кила, но претходно имал поставено стент и поради појава на крварење, зашто требало да се направи ревизија од страна на анестезиолог и 2 хирурзи. Присутниот анестезиолог и присутни хирурзи договараат да не се прави ревизија заради тоа што таа ревизија треба да се направи во општа анестезија заради општата состојба на пациентот која што била нарушена, спомнав од претходно поставените стендови и антикоагулантна терапија. Вакви случаи со пропратни кардиоваскуларни комплицирани заболувања мора да се пратат на повисоко ниво, потенцира Василев. Споменатите деца исто така биле прегледани од хирург, едното на детско одделение, а второто на инфективно. Не се точни информациите, вели Василев, дека во болницата има недостаток од хирурзи. Во моментов има 4 хирурзи, од кои 1 субспецијалист, рече докторот и додаде дека СДСМ се дежурни ширачи на невистини. ВМРО ДПМН преку писмена реакција даде одговор на обвинувањата на СДСМ. ВМРО ДПМН со писмена реакција на денешната пресконференција на СДСМ. Во неа стои, цитирам: денешната пресконференција на СДСМ представува уште едно политичко промашување и одраз на нивната се поголема безидејност и апатија. Кога СДСМ зборува за катастрофалната состојба во здравството и Велешката болница, неверојатно мисли на времето кога тие беа на власт и управуваа со здравството во Република Македонија, но и здравствените институции во Велес. Во тоа време, наместо инвестиции во Велешката болница, министрите за здравство од редовите на СДСМ се надпреваруваа кој подобро ќе ги шармира колешките министерки со скапи подароци купени од буџетот на министерството. За разлика од СДСМ, владата на Република Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, во изминатиот период со инвестициите во Велес покажа што значи да се води вистинска грижа за здравствениот систем. Изведени се реконструкции во 5 оделение на Општата болница во Велес, и тоа оделението за физикална медицина, интерното оделение, хируршкото оделение, гинекологија и заразното оделение, за што се инвестирани 1 милион евра. Да реконструираше СДСМ барем едно оделение во болницата, додека тие беа на власт, ке можеше да се заштедат дел од овие средства и тие да се пренасочат во други потреби во здравството. Комплетно е реконструирана болницата за белодробни заболувања во Јасеново. Во Општата болница во Велес и во специјалната болница за белодробни заболувања набавена е и нова опрема, за која СДСМ не знаеше ни дека постои. Да подсетиме дека Велешката болница во моментов располага со компјутерски томограф апарат кој до пред 10 години беше само еден во целата држава. Дополнително се набавува нова опрема во вредност од 6,2 милиони денари за болницата во Велес. Набавени се нови амбулантни возила, со кои се заменија стариот и дотроен возен парк, кој СДСМ
го остави во наследство. 40 здравствени работници од Велес испратени на едукација во врвни болници во странски држави. Повеќекратно се намалени цените на лековите, со што сега помалку средства за лекови плаќаат и граѓаните и здравствените установи. Покачени се платите на здравствените работници. Реалноста во Велес и во Република Македонија, која што сите граѓани ја гледаат, е дека токму овие изминати години во здравството се гледаат инвестиции, какви што не биле видени никогаш претходно. Стои во писмената реакција на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН на денешната пресконференција на СДСМ. И оваа година традиционално градоначалникот Славчо Чадиев ги посети болните на детското оделение во Општата болница во Велес, на кои им подари пакетчиња. Од друга страна пак 2015-та значеше и модернизација на болницата. Иако сите деца новата година мечтаат да ја дочекаат во своите домови покрај новогодишните елки, сепак мечтите не секогаш се исполнуваат. Детското оделение во Општата болница во Велес и оваа година полно со дечиња. Со цел и тие да ја почувствуваат новогодишната магија, традиционално градоначалникот на Општина Велес ги посети и им подари новогодишно пакетче. Да им ја честитаме новата година, да им посакаме пред се многу здравје, дел од нив ако може да си отидат пред дочекот на новата година, а другите секако оној момент кога ќе оздрават. Да им посакаме на деците здравје, радост, среќа, успех новата година и да им се остварат сите желби. Успешна година за Општата болница во Велес. Директорот Атанас Василев подвлече дека болницата годинава може да се пофали со бројни реализирани проекти, но и со модернизација на истата. Минатата недела го добивме биохемискиот анализатор, што е донација од Министерството за здравство во висина од преку 50.000 евра и кој што ќе прави 500 анализи на час. Моментално се монтира дигиталниот мамограф, кој што исто така е донација од Министерството за здравство. До сега се работеа околу 2000 мамографии годишно во Велес, а можноста на овој нов дигитален апарат ќе биде околу 10.000 мамографии годишно. Исто така во текот на идната недела очекуваме да пристигнат и новите апарати, тоа се анестезиолошки апарат, уролошки столб и нов гастроскоп. Во оваа здравствена институција болнички се лекуваат пациенти од Вардарскиот регион. Затоа оваа модернизација значи подобрување на условите на лекување на пациентите од овој регион. Владата планира да отвори Универзитет за национална безбедност, со што ќе се придонесе за зголемување на безбедноста во земјава. Зголемен бројот на работниците во индустријата во месец ноември годинава во однос на истиот месец од минатата. Вести од Македонија. Владата планира да отвори Универзитет за национална безбедност. Во состав на универзитетот ќе влезе Војната академија, но и некои други факултети и институти. Отварањето на новиот универзитет ќе придонесе за зголемување на безбедноста во земјава, најави денеска премиерот Никола Груевски. Откако ја возобновивме пред неколку години Војната академија и на неа започнаа да работат повеќе студии, да се едуцираат квалитетни кадри во тој дел, сега веќе се размислува да се формира Универзитет за национална безбедност, кој што универзитет ќе биде составен од Војната академија, но ќе има и други факултети и институти. Премиерот Никола Груевски посочи дека на последната седница на владата биле донесени повеќе заклучоци во правец на основање на Универзитетот за национална безбедност, а како што додаде, експертите во Министерството за одбрана и во Војната академија подолг период работат на елаборат за таа намена. Со дополнителните заклучоци што ги даде владата, ова им е дополнителна правец, насока, ветер во грб да продолжат и да го засилат своето работење во тој правец и штом ќе бидат готови, овие документи треба да поминат на соодветните тела согласно законот, а потоа да дојдат и на владата и на парламентот за да се формира Универзитет за национална безбедност, кој што Формирањето на ваков универзитет ќе значи нов квалитет во зацврстувањето на националната безбедност, одбраната и се што е поврзано со тоа во земјава.
Бројот на работниците во индустријата во месец ноември годинава е за 2,1% поголем во однос на истиот месец од минатата година. Во првите 10 месеци од годинава бројот на работниците е повисок за 1,8% во споредба со истиот период лани. Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на работниците во секторот рударство и вадење на камен бележи опаѓање од 2,1%. Во секторот преработувачка индустрија има пораст од 2,6%, а во секторот снабдување со електрична енергија, газ, парија и климатизација опаѓање од 1,3%. Според главните индустријски групи, бројот на работниците во индустријата има пораст кај интермедиарни производи, освен енергија за 3,5% и капитални производи за 17,2%, додека опаѓање има кај трајни производи за широка потрошувачка за 2,2%, нетрајни производи за широка потрошувачка за 0,6% и енергија за 2,6%. Мерките за безбедност за дочекот на новата година во Њујорк ќе бидат најголеми досега. Оркански ветер во Британија. Ова беа денешните случувања од светот. Мерките за безбедност за дочекот на нова година во Њујорк ќе бидат најголеми досега, изјави градоначалникот Бил де Блазио. Големото јаболко е исклучително популарна дестинација за 31 декември, а секоја година околу 1 милион луѓе се собираат на познатиот Таймс Сквер. Де Блазио изјави дека оваа година Њујорк е подготвен за дочек и оти планирањето мерки за безбедност се одвива на исклучително високо ниво. На улиците ќе има огромен број полицајци, вклучително и голем број припадници на антитерористичките сили. По нападите во Париз во ноември, на едно од пропагандните видеа на Исламска држава прикажани се Њујорк и Таймс Сквер, наведуваат западни медиуми. Голем број домови во делови во Северна Ирска, северозападна Англија и југот на Шкотска останаа без струја откако доцна синоќе и во текот на ноќта во нов налет на бурата Френк, овие делови на Велика Британија беа погодени од силни ветрови и обилни врнежи од дожд. Само во Северна Ирска без струја остана околу 2500 домаќинства, а поради големото невреме што ја зафати покраината, за сообраќај беше затворен и меѓународниот аеродром во Белфаст. Британската метеоролошка и хидролошка служба веднаш издаде 4 нови предупредувања за потенцијално катастрофални поплави во делови на Англија и Велс, кои би можеле да предизвикаат и човечки жртви покрај веќе постоечките 48 предупредувања за излевање на надојдените води од коритата на реките и речните канали. Доцна синоќа надојдените води во реката Варф кај местото Тед Кастер урна голем камен мост, прекинувајќи ги цевките за пренос на газ. Десетици луѓе беа итно евакуирани од ова место поради стравување од можна експлозија на газот. Метеоролозите предупредуваат дека во реонот на Ирското море се создаваат нови силни ветрови, проследени со пороен дожд, што во текот на денешниот ден ќе погодат делови од северозападна Англија, јужна и централна Шкотска, како и Велс. Се очекува ветерот да достигне и до 130 км на час, а врнежите од дожд на места да изнесуваат и до 100 мм. Чеде Јаневски ќе ја продолжи својата задача како тренер на Мускрон. Вчерашниот тренинг македонската репрезентација го обработи во комплетен состав. Леброн Джеймс вчера одигра одличен роденденски надпревар. Спортските вести во продолжение. Македонскиот стратег Чеде Јаневски ќе ја продолжи својата задача како тренер на белгискиот прволигаш Мускрон. По 4-1 подруго порази, 3 во првенството и 1 во купот, раководството на Мускрон ја разгледуваше досегашната работа на Јаневски, но клубот на крајот се одлучи и натаму да продолжи со довербата во македонскиот тренер и за пролетниот дел од сезоната.
Првенството во Белгија продолжува на 15 јануари идната година. Мускрон, кој го чека битка за опстанок, по 17 кола е на 14-тото место на табелата со 21 бод, само 2 бода повеќе од предпоследниот Леувен и 5 бода повеќе од последно пласираниот Вестерло. Се уште се верува дека Валентино Роси има потенцијал да се надпреварува на највисоко ниво со помладите и крајно талентирани возачи. Тој има 9 титули во кралската класа во моторциклизам. Роси имаше одлична сезона, а во самиот финиш го обвини Марк Маркез дека вози во корист на Лоренцо. Му беше возвратено дека тешко го поднел поразот бидејќи е возрасен и дека ја пропуштил последната шанса за триумф. Италијанецот рекол дека границите се променети, иако често се зборува дека тука му бил крајот. Посочувајќи го Федерер и она што тој го прави во тенисот, Роси вели дека докажал дека може да се надпреварува на високо ниво, додавајќи дека има големи очекувања и за наредната сезона. Вчерашниот тренинг на македонската ракометна репрезентација се одработи во комплетен состав. Составот на обрван, број 23 ракометари, повраќањето на Допјачанец и Велковски и меѓу репрезентативците. До првиот подготвителен надпревар, дел од ракометарите ќе отпаднат од селекцијата, која ќе патува во Полска. На подготовките на македонската репрезентација вчера се приклучи и Миркуловски и Јоновски, а Ацо Јоновски го прослави својот 35-ти роден ден и доби поштеда од селекторот обрван. Наумче Мојсовски повторно се врати на тренизите, откако беше одсутен претходниот ден поради семејни причини. Со него се комплетираше бековската линија, која ќе биде ударната игра на Македонија во Краков. Тренизите продолжуваат до денеска, а по новата година ќе се одиграат 2 контролни надпревари во Словенија против избраниците на Веселин Вујовиќ, пред заминување за Полска, пак македонските репрезентативци ќе бидат домаќини на Црна Гора. Во текот на вчерашниот ден најдобриот кошаркар на Кливленд, Леброн Џејмс, наполни 31 година, што изгледа му служеше како мотивација да одигра одлична партија против Денвер, во која и беше најзаслужен за победата на неговиот тим со 93:87. По критиките кои тој ги добиваше од страна на јавноста последниот период за формата во која се наоѓа, Џејмс ги проби овие гласини по постигнати одлични 34 поени на вчерашниот меч во Америка. Но и покрај одличната игра на Леброн, најинтересен во НБА лигата беше мечот помеѓу екипите на Оклахома и Милвоки, на кој се остварија 254 поени. Оклахома ја однесе победата благодарение на Дурант, кој постигна 53 поени, а од спротивната страна Крис Мидлтон постигна 36 поени. На преостанатите 3 надпревари беа постигнати следните резултати: Њу Јорк Детройт 108:96, Хјустон Атланта 115:121 и Мемфис Мајами 99:90. Денеска времето беше претежно облачно со кратки сончеви периоди. Максималната температура се движеше во интервалот 1 до 11 степени. Пад на температурите се очекува од утре. Еве ги деталите.
Ова беше последната информација за денес. Останете понатаму со нашата програма. Ви посакувам пријатна вечер.